Добри дојде во студио за професор Владимир Пивоваров, професор на ФОН, Факултет за безбедност, но и поранешен шеф на воената служба за безбедност за разузнавање и контраразузнавање, и мојот колега Ацо Кабранов, новинар, главен и одговорен уредник на порталот Либертас. Акцијата Шпион покажа дека се работи за голем скандал. Не се работи само за голем безбедносен, туку и политички скандал. Инволвирани се разузнавачи, висок функционер во политика, се работи за шеф на кабинет. Прво, ваша една оценка, ве молам, со оглед на фактот што не е инволвирана, односно не е покажана втората страна за која се тврди дека се шпионирало, односно една странска земја. Не е повикан амбасадор, не се пронајдени учесниците, актерите во оваа акција, значи втората страна при примопредавање на материјалите. И токму заради тоа ме интересира кој е вашиот коментар. Како доктор на правни науки сум збунет од постоењето на ова кривично дело во врска со изјавите вчерашни што од достоинствениците во МВР беа дадени. Значи, прво се наведе, ова кривично дело треба да е правно да го објасниме, значи, објект на напад секојаш е државата, три неизини витални дела, политиката, економијата и воената структура. И овдека ние не дознавме кој сегмент на нашата држава е нападнат од она што беше пресконференција, можеби ради специфичноста на предметот не беше објавено и тоа го разбирам. Меѓутоа не разбирам кога во нивните изјави кажаа дека можеби е нанесена штета по државата, можеби не е. Истрагата ќе утврди. А претходната изјава на потпаролот на МВР беше веќе долги години, значи 2 години, потоа од 2009 тоа се веќе 6 години на обработка, уствари 4 години следени и обработување. Некои сегменти има пропусти што остава простор јавното мнение во Република Македонија да прави секакви приказки и секакви шпекулации. Затоа тие треба да бидат подготвени пред секоја пресконференција, да бидат јасни и децидни. Затоа до она што го кажа и она што го имаме како до сега, јавноста што го има барем како сознание, не конвергира едно со друго, значи не конвергира кривичното дело со она што се става на товар. Добро е што после 22-3 години вакво кривично дело е откриено во Македонија. Мислам дека многу порано вакви кривични дела имаше на јавната сцена во Република Македонија, зборувам за степенот на тајноста на кој се повикува МВР, многу пати во политичките препукувања, многу пати во изборните кампањи. Многу политичари мафтаа со разноразни документи кои имаат степен на државна тајна. Многу од нив се затворени заради тоа. Никој. Ова е првиот случај. И велам дека е добро што еднаш мораме да расчистиме. Бочковски, например, мафташе со некакви документи. Значи, и во извештајот на Стейт Департментот е класифициран, дефиниран како политички затвореник. Така е, меѓутоа сакам да кажам дека зошто службиве 22 години во Република Македонија на вакви документи молчеа. Колега Кабранов, кој е вашиот коментар? Политички скандал пар екселанс е случајот со Маријан Маџовски, тој е шеф на кабинет на спикер на парламентот. Треба некој да одговара за целава оваа мрежа. Па вака, ја прво морам да признам искрено дека имам личен, еве да го речем, хендикеп на оваа ВМРО, на оваа МВР, ич не верувам. На ниедна предходно, обично на полицајците не сакам да им верувам, но на овој состав на МВР, ама баш ич не им верувам, бидејќи уназад, ако се вратиме, имаше еден куп драмолетки кои што завршија така како што завршија и се гледаше дека беа забава за граѓаните. Во случајов шпион се вика, нели? Да. Веќе почна да ми стануваат некои работи смешни. Еве ќе кажам што. Министерката вели, вчера кога ја праша, дали за случајот Дамовски, за приведувањето, па за пуштањето. Вели, секој може да биде повикан на разговор и доколку се утврди дека не е он виновен, ќе го пуштиме. Од кога тоа во Македонија стана повикување нормална работа, да ти влезат во 5,5 сабајле со калашникови, да упаднат специјалци, да извадат од памет деца и после да седи 15 сати на столче
и тоа да биде нормална работа за министерката и да биде циркусот уште поголем, приведениот Дамовски да излезе и да дава изјава дека полицајците биле многу фини, многу културни, секоја чест ако мисли дека у 5:30 сабајле треба со калашников да ти упадне дома некој и после да ги фалиш дека биле културни и фини, ама ето не е виновен и ете го дал својот придонес за државата. Тоа ми е едната навистина смешна работа. Второ, некако личностите што се во ова шпион ми се измешани. Да не бидам погрешно сватен, моje мислење е дека генералот Стојков го следат многу криминали. Расчистени, нерасчистени, многу нејасни работи околу него, но сепак е нивни човек. И тоа нивни човек до последниот момент, до локалните избори. А министерката, односно Иво Котевски, вели дека оваа група ја следеле 2 години. Како тоа човек кој што го следеле 2 години, ако е дел од таа шпионска мрежа, како тоа бил доверлив за да им бутка избори, и ако се точни информациите, а мислам дека се точни, да харани с државата и да купува гласови за ВМРО ДПМН. Па сега или е шпион, или е криминалец. Не може и едното и друго. Добро, може. Може комбинација и така. Ама од каде е довербата тогаш? Добро. Ако службата има информации и го следи дека шпионира и издава информации, тогаш нема како ќе има довербата да му дава пари, да купува гласови, затоа што тој на таа странска држава ќе го каже и тоа. Беше споменат еден интернет портал. Името на Зоран Божиновски беше споменато. И тука има смешна работа. Што е? За мене? Што е смешно? Да, заради тоа што заликува, може би да заличи на случајот Сноуден, кога разузнавачи на новинар му даваат податоци, но тој новинар, Guardian, новинарите не беа затворени, беа претресувани, ги уништија документите, но не се трагаше по нив. Па ја не знам, ама он се објавуваше, ако има нешто што не е објавил. Вела дека Ване Цветанов му давал документи, па то сите го знаевме. Сите знаевме дека Зоран Божиновски не може тек така да пишува детали некој, дали се точни или не завлегувам. Ама сите ни беше јасно дека се морал да има некакви извори, дека имал одличен извор. Дали се кредибилни или не, дали го злоупотребувал изворот или не, но дека имал извор. Добро. Господин Пивоваров? Вака, накратко, прво не се сложувам со господинот Кабранов, значи сепак треба да знаеме дека МВР е наша институција на нашата држава, тоа е столб на државата. Вие имате ја кажувам искрено дека не е верувам. Столб на држава не може да биде полициска институција. Извинете, господине Пивоваров, како ги сваќате соопштенијата кои што излегуваат од институција МВР, кои се крајно партиски со вреѓање на бивши политичари? Тоа сте го правеле порано? Не, воопшто, меѓутоа само накратко да ви објаснам. Во МВР сепак има професионалци, луѓе кои си ја сакаат од кои си ја сакаат службата и многу често. Не, јас зборувам за врвот на МВР. Кога зборуваме за МВР треба да кажеме партиската структура која постои, тоа никој не го спори, и во извештаите на Европската комисија тоа е наведено, не ние да го коментираме, меѓутоа таму сепак имам почитувани колеги кои се толку честни, кои се спремни да погинат за оваа држава. И татко ми беше цел работен век. Од таквите честни луѓе да не бидат сватени и ставени во Јас зборувам за оваа постава на врвот на МВР. Треба да градиме политичката постава на ВМРО. Доверба помеѓу граѓаните и МВР, меѓутоа во ваква констелација тоа не е можно. Верувајте, освен страф, нема да се надеваме дека во иднина овие сериозни проблеми ќе ги надминеме. Она што го вие кажувате во врска со тоа е точно. За Сноуден новинарите не беа ниту приведени, ниту апсени и сакам да малку сгреши господинот Кабранов, повикан, не е повикан господинот Дамовски, тој беше уапсен, лишен од слобода. Така вика министерката.
Па добро, видовме на YouTube снимак каде ги лишуваат од слобода. Не, ама министерката Знаете, вели повикување секој има кое ќе право да примите биде. писмен Па акт, токму тоа во јас го предкривична викам. постапка или телефонски ќе бидете повикани и ќе дојдете во полициска станица доброволно сами. Тоа е повикување. Па добро, Ако ја ќе цитирам ве стават во министерката. со лисици на раце, тоа е веќе лишување од слобода. Знам. Кога Како го спомнавте кажам, портали, господин тоа Бабаров. сакавте да прашате. Да. Значи, грешката треба да ја побараме во нашето општество, во институција јавен обвинител. Значи, многу често се објавуваат такви портали, на порталите објавуваат такви информации кои укажуваат на можна сериозност дека постои одредено кривично дело извршено од одредено лице. Значи, јавниот обвинител е должен таквите информации по принципот фама ест, глас оди, да ги провери. Тоа му е негова должност. До сега толку гласови слушавме буквално во Македонија за толку криминали и на крај обвинителот цели 22 години ова институција молчеше. Значи, ниту еднаш, дали тоа ќе беше новинарски надпис, кој заслужува внимание да биде проверен од званични институции. Потоа политички партии, колку што знам, носеа пријави до обвинител. Секаде нема. Еднаш мора да расчистиме. Обвинителството, амо ни буква П не сме да се спомне, политизираност. Таму мора да бидат најхрабрите, најчестните луѓе. Добро. Во современите општества, да ви кажам, знаете што е обвинителот? Господин. Овде кај нас е само политичка фигура која е некоја политичка гарнитура која во моментот одлучува го постава. Нема ништо од независен. Но едно сакам да ве прашам. Господинот Иво Котевски, портпароли, помошник министер, освен тоа, кажа дека се работело за класифицирани податоци, но и информации за безбедносната и политичка состојба кои им биле давани на високи владени функционери. Тоа беше прилично индикативно. Вака сега, што представува класифициран документ од законски аспект, многу јасно кажано дека законот одредува кој акт ќе биде класифициран со кој степен на тајност, или пак органот на управа со подзаконски акт одредени информации ги става од степен на класифицираност. Добро, мене ме интересира ова. Политичка и безбедносна состојба да се изнесува на високи владени функционери. Апсолутно тука се работи, дали се работи за личен став, лично мислење, лично видување, тука нема ништо со шпионажа кој е тоа лично. Меѓутоа, ако тоа е производ на една разузнавачка служба, на безбедносниот систем, целиот на државата, не е тајна дека секаде во светот безбедносните служби апсолутно нивниот правец на интерес го креираат политичарите, односно државниот врв. Имаше една колумна, Мирка Велиновска, новинар во Нова Македонија, која најави веќе апсење. Ги поврза со Ерген Екон аферата во Турција, рече блиско е време, обраќајќи им се на новинарите, кога ќе одговарате пред легални судови за креирање услови за граѓанска војна, приврати и така натаму. Сакаш да кажеш дека Мирка ја најави оваа акција на шпион? Прашувам. Па, не знам. Тоа друштво на Минта Трети, таму се собираат многу фреквенции, многу информации, со сиот почит на некој од нив, поготово на Мирка, но не верувам дека Мирка не е информирана и баш верувам дека она го најавила тоа. Можно ли е да се шири акцијата и да бидат следните на листата на апсење и новинари? Па зошто да не? Сигурно. Сигурно дека можно е да бидат. Новинарите не се заштитени мечки. Ако некој сгрешил, ако некој работел против државата, треба да си одговара за тоа. Ке се согласите ли со мене дека кај овој народ владее страф од режимот и од кој што го наметнува меѓу другото и МВР? Апсолутно, вие зборевте за право, сакав да се управам некултурно, да ви објаснам. Значи, го почитувам правото и правниот систем, меѓутоа не партиското право.